Време за првиот разговор во Македонија наутро, ќе има ли намалување на цените на прехранбените производи и како да придонесеме за економска стабилност во нашата држава. Ова се дел од темите на кои што утро разговараме со Горан Ѓоргиевски, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. Добро утро, добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов. Ќе имаме ли намалување на цените на прехранбените производи? Како да придонесеме со ова? Во изминатиот период имавме зголемување практично на цените на основните прехранбени производи. Секојдневно сме сведоци, ја пратиме ситуацијата со тие флуктуации, посебно во нафтениот дел, односно цената на нафтата. Се очекува ли повторно зголемување или ќе имаме некое малку олеснување за граѓаните? Па видете, есенција е тука за да дојде до намалување на цените, треба да има зголемено производство. Хајде да тргнеме во суштинскиот елемент. Во нашата земја дури 80% се увезуваат суровините за храна и производството, делот тоа што се произведува, а само 20% го произведуваме ние. Значи, прво гледајќи во тој сегмент и без претходно да ја наблюдуваме и да анализираме кризата која што се случува помеѓу Иран и Соединетите Американски држави. Така да, ако сакаме ние да имаме контрола и пониски цени, потребно е што повеќе да произведуваме сами. Сега, вториот дел од прашањето, ние не можеме да очекуваме во овој момент дека ќе имаме намалување, бидејќи веќе притисок има за зголемување на цената на храната, особено и на основните прехранбени производи, затоа што цената на нафтените деривати постојано се качува. Чинам денеска дека е $104 по барел нафта и веќе има една конзистентна вредност која што за разлика од порано каде што беше околу $60 по барел нафта, сега е 105, оди до 120 во зависност од тековните дневни случувања кои што се случуваат во Иран. Така да, од тој аспект гледано, ние има притисок врз самите производители за произведување на основните производи. Морам да го истакнам социјалниот елемент кој што они го покажаа во разговорите со Министерството за економија, каде што се водеа чинам дека веќе има 45 дена и каде што имаше договор да се издржи, да речеме, до еден максимум, односно ние тоа го дефинираме во економијата BIP, break-even point, каде што може да издржат компаниите, каде што после тоа ќе имаат импакт врз нивната ликвидност и врз нивното функционирање и после тоа ќе мора да се променат цените. Така да, сума сумаром, малку го зголемив одговорот, меѓутоа сакав да дадам појасна слика што се случува со цените на основните прехранбени производи. Има ли увид Сојузот на стопански комори во формирање на цената на производите или конкретно манипулацијата која што ја прават во малопродажбата? Па вака, Сојуз на стопански комори не може да има увид како институција, бидејќи законот за нефер трговски практики кој што беше донесен од страна на државата, практично е алатка која што ја возможува на државата конечно да продре и да дојде до производителите, до големите увозници, до маркетите и може да ги анализира начинот на нивното функционирање, односно нивната профитабилност, нивните приходи, нивните расходи, така да тоа е институцијата е државата, пазарниот инспекторат преку соодветните институции, како и некои други институции од државата кои што може и имаат квалитетни информации да одредат како се движи профитабилноста во тој синџир на снабдување. Така, сега веќе во првото прашање, односно во вашиот прв одговор, рековте дека немаме ние доволно веројатно производство, односно отпаѓа на само 20% од нашето земјоделско производство. Помалку или повеќе, токму така, со оглед на тоа дека вчера и земјоделците реагираа околу откупната цена дека на конкретно ќе го земеме пример доматите, $50, тие очекуваат значи препродажната цена да се движи некаде околу $70 денари, а сепак на пазарите доматите достигнуваат цени од над $150-160 денари. Сме биле доста транспарентни во оваа насока. Сметаме дека повторно дека таа трговија потребно е да се проанализира од производителот на земјоделските производи, конкретно до соодветните продажни ланци кои што се движат на државата. Зошто да се види сето ова? Баш законот за нефер трговски практики сега ова го овозможува. Адресата на која што треба да се реагира е соодветно од страна на државата да се види зошто толку има повисока цена. Бидејќи може да биде тука и пазарната вредност која што се увезува или пак која што се креира од повеќе фактори да биде соодветно поголема, меѓутоа
многу ми е оваа информација нерелевантна и несоодветна, нели, од 50 на 170, вистина е премногу голема цената. Така. Македонија нуди можност за работа, но како да ги задржиме младите да останат во нашата држава? Видете, новите генерации, задржувањето ќе биде, нели, еве да го поделиме во два основни сегмента според мене. Првиот е атрактивност на соодветното работно место, тоа работно место да го заинтригира, да го заинтересира соодветниот млад човек, согласно неговото образование, и платата. Значи, не можеме веќе да навлегуваме во една социјалистичка мантра, нели, каде што, не знам, ќе се гледа од овој агол, па не знам, ќе се има на некој начин влијание, па вербално тоа ќе се делува, па некои такви размислувања. Мораме да ги транспарентно да ги погледнеме работите, да ги, како да речем, на некој начин јасно да погледнеме дека овие два основни фактора се тоа што го задржува не само младиот вработен, него секој вработен. Така да, тука би ги вметнал, нели, и квалитетот на живеењето во државата, квалитетно здравство, квалитетно образование, квалитетот во насока на тоа што државата им овозможува при нивното обстојување тука каде што се наоѓаат и каде што работат. Затоа што се случува да добар дел заминат исто така и од овие причини. Квалитетно уредена држава. Така да потребно е, нели, работа има, треба да сакаат само да работат. Така, да го слушнат исто така, тоа е дел од администрацијата која што според нас од бизнисот, нели, е можеби најголем проблем во државата, која што се тоа треба да го изрегулира и да го среди и да направи атрактивна ситуација во која што секој ќе сака да остане да работи во нашата држава. Народна банка проектира стабилизација на инфлацијата, меѓутоа што вели стопанството, што вели вашето искуство од терен? Па вака, проектирањето чинам дека беше за 2026 4%. Мораме, нели, да кажеме дека реално во минатиот период се оствари неколку квартали поред добар раст од 3,5%, што е доста значајно. Меѓутоа, еве гледате, светските кризи понатака продолжуваат, така да инфлацијата има соодветен раст. Чинам дека за април беше 5,7% и сега споредбено со април 2025 година. И потребно е да се делува во таа насока. Монетарната политика обично делува во насока на тоа да се зголемуваат каматните стапки за кредитите кои што ги добиваат компаниите, но тука треба многу да се внимава, бидејќи во овој момент ликвидноста е проблем број 1 што се јавува кај компаниите. Од секаде ни доаѓа таа информација. Тоа значи дека на компаниите им требаат финансии за нивното функционирање. И тоа со максимум минимални камати, односно ефтини финансии, ефтини во наводници во зависност, нели, од проценката на монетарната политика што ќе прават соодветните надлежни органи, но тоа е многу важно да не се создаде ситуација сега пак каде што ќе имаме стагнација од еден аспект, бидејќи инпутните трошоци се зголемуваат кај компаниите, енергија, понатака човечките ресурси исто така има недостаток, продолжуваат да растат исто така и суровините, а на излез многу тешко можете да ја зголемите цената и сето тоа прави силен удар врз компаниите. Затоа во дадениот момент, меѓу другото, потребно се ефтини финансии, за да не дојдеме до таа економска стагнација, доколку компаниите видат, нели, дека имаат силни трошоци, тогаш ќе почнат да стагнираат, да го замрзнуваат своето деловно работење, да го минимизираат за да трпат најминимум штети. А тоа ќе значи воедно инфлација, а имате и стагнација економска, а инфлацијата се рефлектира по влезните суровини, кои што доаѓаат од надворешните цени кои што се покачуваат. Така да треба многу вешто и внимателно да се оди во таа насока, во смисла дека треба првенствено според мене приоритет да се внимава на работењето на компаниите. Што помалку компании да се затворат, што повеќе да имаат ликвидност, од државата што ги има врските спрема приватниот бизнис да си ги завршува на време, така да тоа се неколку. Ја споменавме на почетокот на емисијата економската стабилност. Како да придонесеме до економска стабилност во Македонија? Под економска стабилност подразбирам да компаниите функционираат full power, да речеме, во целосна моќ, да имаат потенцијали за развој. Проблем број 1 е тука, односно ова што претходно го зборев. Ликвидноста. Во овој момент компаниите
им е потребна максимална ликвидност да го пребродат овој период, бидејќи им растат трошоците по секоја основа за производство и за функционирање. Затоа, нели, тие се спремни во дадениот моменти да позајмат краткорочни средства или општо на било кај начин средства, за да ги вбризгаат во нивното функционирање и да го пребродат овој кризен период, кој што сите очекуваме дека ќе се заврши во некој минимален рок, нели, иако времето поминува, но се приметува едно намалување на воените активности, барем додека цените на нафтата и нафтените деривати останува доста високо. Суштинскиот проблем, односно најзначајниот елемент, повторно ќе спомнеме сега, е ликвидноста. Многу неизвестен период е ова, еден од малку по-кризните, бидејќи еве гледате и самите, посебно војната во Иран, некако дури некојаш наликува малку и на многу несериозна, посебно од страна на претседателот Трамп. Нели имаме брзи изјави, константно се менуваат работите, имаше и телефонски разговор помеѓу него и Нетањаху бара продолжување, Трамп бара прекин на војната. Колку и дали само ова практично влијае на цела оваа ситуација, зборувам кај нас, или имаме и други фактори кои придонесуваат за зголемување на цените или цела оваа, нели, економска неизвестност? Би сакал уште еднаш да експонирам, мислам дека баш тука меѓу првите бев ја отворив таа тема, како влијае таа криза со Ормудскиот теснец. Например, ќе почнеме под еден. 92% екстракција на сулфур се случува таму. Сулфурот е најкористена материја, се користи за екстракција на метали, бакар, кобалт и така натаму. Тоа покачување односно намалување на пазарната понуда предизвикува да директно се влијае, значи, на цената на металите. Тоа повлекува дисторзија во тој синџир на снабдување на метали, што е исклучително важен. Понатака, течниот газ се употребува за производство на чипови. Знаеме дека, нели, електрониката и дигитализацијата и вештачката интелигенција е директно врзана со тие чипови, еве, например, во Тајван, еден од најголемите производители. Исто така голема дисторзија во синџирите на снабдување, зголемување на цената на чиповите. Понатака, трето, полиетиленот, полипропиленот, тоа се сите пластики што ги користиме во пакувањето, во секојдневниот живот, тоа се нафтени производи. Тоа намалување на понудата на нафтата, односно растот на цената, директно имплицира зголемување на таа цена и број еден на пиедестал од течниот газ, значи, се прават нитрити, односно вештачки ѓубрива. Дури 40% чинам дека поминуваат низ Ормудскиот теснец. И сега замислете, цената на вештачките ѓубрива што се употребуваат во агросегментот, мислам дека е веќе 20 до 30% покачено. И сега замислете, тоа го нема, значи цената е покачена на вештачките ѓубрива, а ако не се употребуваат, низ целиот свет говорам, тогаш реколтата ќе се намали за 30-40%, можеби и повеќе. И сега замислете во прехранбената индустрија на светско ниво да имате недостаток од 40% на суровините. Тоа ќе значи огромен раст на цените по сите основи за суровините на храна и во прехранбената индустрија. Така да, мислам, сето ова по дисторзија на синџирите на снабдување се прелева во сите можни бизниси и насекаде низ целата економија. Затоа велам дека оваа ситуација е многу тешка и специфична и воопшто не е наивна. Една од сериозно тешките кризи, така да сметаме дека потребно е во моментот да се помогнат домашните компании. Јас ги застапувам, нели, микро, мали, средни, имам и големи компании, него општо да се поддржи бизнисот од страна на државниот апарат. Има нешто конкретно што следува во периодот? Нека активности токму, како што напоменавте, помош и... Па, немаме сега за сега информација. Релативно добро се хендла со самата ситуација на цената на нафтата. Вистина, во нашата држава имаме регионално најниски цени на нафтени деривати и тука добро се реагираше од страна на државата, но потребно е да се следи самата ситуација и доколку се стане потешка да се реагира со соодветни други инструменти кои што ги има. Дали тоа ќе биде директна помош на компаниите, дали ќе биде понатамошно намалување на даночните стапки на основните прехранбени производи или не знам, тоа се одлука на надлежните органи.
Еве да го заокружиме овој разговор, амбициозно влеговте во улогата која што имате прв човек на Сојузот на стопански комори. Продолжувате ли така во наредниот период? Што еве ќе се случува, може ли да најавиме нешто што би се случило до крајот на годината? Вака, продолжуваме интензивно да внатрешно да се реструктурираме, да се засилуваме, доаѓаат нови членки, нова енергија, со мене се чувствува нов дух внатре во комората. Ќе продолжам силно во таа насока, бидејќи сакам да направам во наводници едно еснавско здружение кое што вистина ќе има додадена вредност и за компаниите, меѓутоа и артикулирање квалитетно на интересите пред државните органи и давање исто така додадена вредност во однос на законите кои што ги прават државните органи, бидејќи секогаш најквалитетните закони доаѓаат и се презентираат од страна на бизнисот. Потребно е секогаш да се слуша бизнисот, бидејќи од таму ќе слушнете прагматични, реални, апликативни идеи кои што може да се инјектираат во законите што ги носи државата. Тука сакам да истакнам уште една тема за крај, нели, која што вие спомнав, нели, на почетокот, дека ние размислуваме од Сојуз на стопански комори дека предприемништвото е еден од најважните една од најважните работи кои што треба да се активира во нашето општество. Нели се коментираат иновациите. За вие да иновирате потребно ви е многу современо техничка, технолошка опрема и многу образувани луѓе. А ние стално го слушаме тој збор иновации. Сакам да симплифицирам и да кажам дека не е тоа така едноставно вие да иновирате. На македонскиот човек според Сојуз на стопански комори најмногу му недостасува предприемништвото. И тоа треба дури од основното школо да се учат нашите луѓе. Бидејќи до сега, како што приметувате, модус вивенди, начин на живот е скромно да живееме, нешто државата да земеме, да се вработиме во државна институција и тука завршува целата таа работа. Ние сметаме дека треба секој млад човек похрабро да влезе во процесите, нели, да се одважи, тоа е предприемништвото. Ризик, бизнис, профит. Значи, сакаме да делуваме на мајндсетот на македонскиот човек да еволуира во оваа насока. И се разбира да ги задржиме младите во нашата Македонија. Благодариме. Апсолутно. Да, благодариме за денешното гостување во Македонија на утро. Ве очекуваме повторно, ова се навистина теми на кои што треба да се разговара секој ден. Ви благодарам на поканата, почитување до Македонска телевизија.